се прави се за пензионерите да излезат од категоријата сиромаштија, па затоа и линеарното зголемување на пензиите е оправдано. Ова е одговорот на премиерот Мицкоски за престојното покачување на нивните примања за 1000 денари во март. Тој вели дека не сека да ги коментира евентуалните одлуки на Уставниот суд кој одлучува дали овој потек е противуставен. Задоволен е што стапката на сиромаштија се намалува, а се стеснува и јазот во распределбата на приходите. Јасно се гледа дека пензионерите се најсиромашната група граѓани. После овие интервенции на линеарно зголемување, не само што се намалува тој јас, односно се зголемува правилната распределба на приходите, туку се намалува и стапката на сиромаштија, бидејќи заклучно со април 2026 година ќе имаме линеарно зголемување за 7000 денари. Пензионерите ќе можат и да ги зголемат приходите со тоа што ќе бидат работно ангажирани. Министрот за економија и труд Бесар Дурмиши информираше дека стапи на сила законот со кој им се овозможува на студентите и пензионерите привремено и сезонски да работат без при тоа да ги изгубат бенефитите што им следуваат. Ова според него ќе ја намали сивата економија. Со примената на законот се очекува формализација на до 12.000 сезонски работници во земјоделство и околу 5.400 непријавени работници во туризмот, угостителството и услугите, односно вкупно опфаќа околу 17.400.000 лица. Премиерот истакна дека буџетот е ликвиден и во добра кондиција. Потенцира дека е неопходно добро да се планираат финансиите, затоа што за 4,5 години треба да се вратат долгови од 6,5 милиарди евра, направени од претходната влада главно во време на пандемијата. Мицкоски вели дека освен еврообврзницата која Министерството за финансии ја врати лани од 500 милиони евра, достасуваат за враќање и други долгови годинава, а веќе се планираат и финансиите за 2027 кога достасуваат 500 милиони и за 2028 кога треба да се исплати уште една еврообврзница од 700 милиони евра. Само по основ на обврзници ние треба за 2 години, 27 и 28 да вратиме 1.200.000 и оваа година уште 700 1.900.000, односно близу 2 милиарди. Кога на тоа ќе се додадат државните хартии од вредност кои што треба да се презапишат, кога на тоа ќе се додаде буџетскиот дефицит за финансирање на капиталните проекти и другите заеми, во овој 4 годишен мандат на оваа влада ќе вратиме 6,5 милиарди евра. Мицкоски најавува дека за наесен е планирано да се удри камен темелник на првата когенеративна централа на турската Акса, вредна 1 милиарда евра. Конечните детали треба да се договорат на состанок со компанијата за 10 дена. Премиерот вели дека очекува и други компании да донесат одлука да градат вакви централи во Македонија. Тој смета дека престои плодна година на инвестициски план во делот на железничката инфраструктура. Заедно со Бугарија ќе се гради тунелот на граница, додека интензивно се гради втората делница, а планирано е годинава да се распише тендер за третата најтешка фаза од Крива Паланка до граничниот премин. Се прават напори за да се модернизира и пругата Скопје-Кичево, се развива проектот брза пруга долж коридорот 10, напредува и проектот градски воз во Скопје, а ќе се набавуваат и нови локомотиви со цел побрз и поеколошки железнички транспорт.